Почитувани домаќини, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани колеги министри, пратеници, лозари, производители на вино и почитувани организатори на овој настан. На почетокот сакам на сите лозари и производители на вино да им го честитам денешниот празник Свети Трифун, заштитникот на лозарите и винарите, и да им посакам успешна работа и богат род. Денеска сме овде во Ресава, во нашиот Тиквешки регион, најголемото виногорје на Балканот. Виното е еден од символите на македонската земја, а најголемата тајна на вкусовите на македонските вина е сонцето, кое во пределите на Централна Македонија му дава специфика на секое грозје и на секое зрно грозје кое што тука се произведува. Во чест на празникот Свети Трифун, традиционално ги закроивме лоѓата со желба и надеж за уште поплодна година од минатата. Денес го празнуваме трудот на луѓето кои со квалитетот на нивното вино не прославуваат како држава ни светот, пошто меѓу другото сме и почитувани насекаде. Тука сме за да им помогнеме, да ги поддржиме, да им оддадеме признание за нивната макотрпна работа и да им дадеме уверување дека и оваа година ќе им обезбедиме квалитетни услови за работа, како што тоа го правиме континуирано и без никакви задршки. Во изминатиот период ја покажавме нашата грижа и посветеност да ги помогнеме лозарството и винарството и да ги направиме уште поконкурентни за регионалните и светските пазари. Квалитетот на нашето вино е препознаен во светот, зашто освен убавите зборови, зборуваат и бројните награди и нагорниот тренд во извозот на вино. Минатата 2022 година вкупниот извоз на вино достигна рекордни 58 милиони евра, што е за скоро 9 милиони евра зголемување во однос на извозот во 2021 година. Со порастот на извоз, веќе трета година поред, бележиме континуиран раст на извозот на флаширано вино, а со тоа и постојан раст на девизниот прилив и јакнење на домашната економија. Успеавме да го стабилизираме домашното производство на грозје со просечно производство од околу 270.000 тони на годишно ниво, додека просечното годишно производство на вино е околу 100 милиони тони, односно литри. Заеднички постигнавме историски највисока откупна цена на грозјето за 2022 година. Овие успеси ги постигнавме преку тоа што инвестиравме и инвестираме во лозарството и производството на вино, преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството, зголемениот износ на мерката за зелена нафта, како и грантовите за малите винарии. Во моментов во регистарот на производители на вино во нашата земја се регистрирани 164 винарски визби, од кои 87 се семејни винарии и 77 се правни лица регистрирани како производители на вино. И годинава исто така имаме добри вести за собствениците на малите семејни винарии, кои ќе можат преку грант од 10.000 евра државна помош да инвестираат во своите бизниси, а дополнително за прв пат ги помагаме и малите дестилерии со грант од 5.000 евра, со кои ќе можат да набават опрема за производство и пакување. Сето ова значи дека ние ги поддржуваме подеднакво и лозарите и винариите. Вложуваме во нашиот традиционален производ и нашиот заштитен знак, македонското вино, кој е еден од нашите најважни стратешки производи за државава, поради што ја продолжуваме и ја прошируваме поддршката на ова поле. Почитувани лозари и почитувани производители на вино, сакам да ве уверам дека нема повеќе простор за вашите досегашни грижи како да го одржите вашиот бизнис. Ги исполнуваме нашите ветувања и нашата долгорочна стратегија, а тоа е сигурно производство и откуп на грозје и создавање амбиент за стопанисување кој ќе биде поволен и за лозарите и за винариите. Во таа насока подготвивме и нов закон за вино кој е усогласен со ЕУ регулативите и кој ќе придонесе да имаме уште поквалитетно македонско вино. Исто така подготвуваме и национална стратегија за развој на лозарството и винарството, која владата ја носи за период од најмалку 5 години. А ирлијада е и оваа година за лозарите и винарите. Да се радуваме на празникот Свети Трифун уште многу години и да го празнуваме овој ден во духот на традицијата на секаде низ нашата држава каде што се негува виновата лоза. А Ирлија, Свети Трифун, ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна и беричетна година.